И еве, почитувани наши, повторно сме назад во студиото на телевизија Алфа и продолжуваме со утринската програма Добро утро секое утро. На моја огромна чест и задоволство, ова утро имаме гости гостинка која што ни допатува од Норвешка, а тоа е господјата Хилде Миклебуст, која што е авторка на книгата Распарчени. Оваа книга е во издание на Батапрес. Господја Хилде е авторката и директно овдека во живо ќе ни зборува за оваа книга и на моја огромна чест и задоволство, како што кажав, ова е предпромоција, ексклузивно, значи за прв пат во Македонија, во телевизија Алфа, правиме промоција на книгата Распарчени, а вистинската промоција се случува веќе денеска во 11 часот во Кисела вода. Малку повеќе за промоцијата, за книгата ова утро ексклузивно со господјата Хилде Миклебуст, која што ни доаѓа од Норвешка. Во преводот ќе ни помогне Звонко Димовски. Добро утро. И секако нашиот пријател од Батапрес, господинот Филип Батковски, кој што е главниот виновник во наводници, ке кажам, за тоа што господјата Хилде во Македонија ова утро заедно со нас. Добро ви утро на сите. Мис Хилде, good morning. Welcome to our morning program. Мило ми е што дојдовте малку порано, имавме време убаво да се запознаеме. Господјата Хилде е авторка на книгата Распарчени. Книгата е и преведена на македонски од норвешки од оригиналот. Вие сте новинарка, меѓутоа и писателка. Имате добиено повеќе награди во вашата земја во Норвешка. Која професија ви е подрага? Новинарството или пишаниот збор? You are a writer, but you are also a journalist, and you have been awarded in your country a few times for your job as a journalist. So, which job is more enjoyable for you? I used to be a journalist. That's a long time ago now, but I guess it was important to find out which way to go with my writing. So when I worked as a journalist, I actually noticed that, okay, I want to write fiction, I want to write poetry, which is something quite else from journalistic language. So it was important phase. Да, јас бев новинарка, но тоа веќе е завршена работа. Работев како новинарка одамна. И потоа сватив дека морам да го најдам својот пат, а од секогаш сакав да пишувам фикција и проза. И барајќи го патот, мислам дека тоа многу ми помогна, бидувањето новинарка. Господја Хилде е прв пат во Македонија. Вчера пристигна во Скопје, имаше можност да види нешто веќе од нашиот убав град. Какви се вашите впечатоци досега од Скопје? Since you came to Macedonia yesterday, Yes. I hope that you had some time to visit the city. So, what are your first impressions? Oh, it's wonderful to be here, really. And Skopje it's vibrant and beautiful. And we were out last night in the old bazaar, and the beautiful views and the statues and everything. It's really nice to be here. I'm so glad you invited me. Фантастично е да се биде тука. Скопје е многу динамичен, убав град. Вчера бевме излезени, посетивме старата чаршија, имавме убава прошетка. Многу сум радосна дека сум тука и благодарна сум дека сум поканета. Так. И статуетките, ви, како што разбрав, нели? Да. И се бендиселе, да кажам. Сега да зборуваме за книгата Распарчени. Оваа книга е наменета за тинејџерска публика, значи за тинејџери, тоа е таргет групата. Која е темата на оваа книга? Која е пораката која што сака да им ја испрати на младите? Your book, the target book of audience of your book are teens. What is the message that you want to send through this book to the youth, the teenagers? I guess it's a book full of emotions. It's light and it's dark, and it shows both sides of life. And as I know, teenagers experiences a lot of both light and dark moments.
And it's sad, but it's also offering some kind of hope or light. And I guess that's the main message of the book, that life contains both. Книгата, ова е книга на емоции, книгата е исполнета со емоции, и тажни, и радосни, и темни, и светли. И мислам дека тоа е главната порака на книгата, дека животот ги содржи двата аспекти, и тажните, и радосните моменти. Да. Дали е оваа книга ваша биографска или е сепак ваша приказна? Is this book autobiographic, or it's a story that you have invented, created by yourself? Actually, it's both, because when I was young, I had experienced that one of my best friends died from cancer, and this was the start of this story. But so it springs out of this experience, but it's not biographic. Yeah, some parts are, like some scenes and some, of course, moments that I still remember, or I use them as, it's the start of the book in some kind. Yeah. Всушност двете. Мотив кој што го искористив за пишувањето на книгата е смртта на еден од моите добри пријатели кога и јас бев млада, односно тинејģерка. И е мотив носечки, како инспиративен мотив, и теми и моменти што ги извлекувам од тоа искуство, иако книгата како е фикција. И недостасува ли на младите емпатија? Do you think that the youth nowadays there is a lack of empathy among the youth? I don't think so. Actually, I feel that they are empathic, and when I meet young readers, they can feel the emotions of this book. But I guess literature is a way of, kind of training the emotions in a person. So I guess if a young person read this book and feel the emotions, then I have achieved something with this book. Мислам дека не. Мислам дека младите луѓе се емпатични. Често сум на средби со млади луѓе кои што ја прочитале оваа книга и кои што ја почувствувале таа и ја покажале таа емпатија. Исто така мислам дека пишувањето и читањето книги е вежбање на некој вид на вежбање на емпатијата. И често тоа го сведочам, дека луѓето кои што ја читале книгата ја почувствувале таа емпатија и ја споделиле. Така. Прв пат ја видовте утринава овде кај нас во телевизија како изгледа книгата, корицата, како е се напишана, бевте воодушевена. Сега ќе зборуваме за промоцијата со Филип од Бата Прес. Филип, прво да ни кажеш кој ти помогна во преводот и за промоцијата ќе се случува главната промоција денеска во 11 часот, после нас, нели? Да. Значи книгата е преведена од норвешки директно, што е многу ретко во нашата литература, значи имаме неколку преводувачи од норвешки. Искра Бадева, благодарни сме на Искра Бадева, таа не можеше да дојде на утринската програма, бидејќи на работа. Таа ни го направи преводот. Книгата, значи, ќе добие својата прва промоција во Скопје, во Домот за култура Билјана Беличанец, во библиотека, новоотворената библиотека 11 октомври и односно 13 ноември се извинувам. Ќе се случува во 11 часот. Меѓутоа сакавме да представиме малку, да ја раздвижиме Македонија, да не биде се во Скопје, па затоа одлучивме да направиме уште една промоција во Куманово. Тоа ќе биде во библиотеката Тане Георгиевски во 2 часот денеска, во 14 часот. И утре имаме уште една промоција во градот Велес, во библиотеката Гоце Делчев од Велес, во 12 часот. Така што таму ќе има веќе
од училиштата, библиотеките се во комуникација со училиштата, ќе има деца кои што се на отприлика на 14 годишна возраст, меѓутоа секој поканен што сака да прочита книгата, веќе секој може да се ја прочита. Убава е книгата за секоја возраст и особено им препорачуваме ако има некои 14 годишни деца или отприлика плюс минус таа возраст да дојдат на промоциите на книгата. Уште еднашка да ги поканиме сите гледачи, значи да искористиме оваа можност и прилика денеска во 11 часот во Киселавода, потоа во 14 во Куманово и утре во 12 часот во Велес, да дојдат да присуствуваат на оваа промоција. Значи, таргет група која што е наменета оваа книга е 14 плюс минус, како што кажавте. Филип, каде може да се најде книгата Распарчени? Каде може сите заинтересирани да ја набават, да ја купат? Да, книгата може да се купи во поголемите книжарници низ Македонија, како литература, Сакам книги, 3, во локалните книжарници во другите градови, така што секаде ние имаме достава низ цела Македонија по книжарниците, така може и кај вас да се нарача. И кај нас може да се нарача, да, онлайн со бесплатна достава. Не ви е прв пат да носите странски автори кај нас во Македонија. Овдека со господја Хилде е и издавачот кој што доаѓа од голема издавачка куќа, меѓутоа позади камерите господјата Мари, може да ја споменеме и издавачката куќа оригинално на Сам Гладет. Am I pronouncing right? The publisher? Pronunciation of the publishing house. Yeah, Samlaget, yes. Samlaget. Samlaget. Да, ова е книга од Хилде која што е објавена исто од Самлагет, ова е нивната оригинална книга, мислам на норвешки. Издавачка куќа која што е многу популарна таму, квалитетна, која што го објавува Јон Фусе исто, кој што ја доби претходната година Нобеловата награда за литература, така што Хилде е во прекрасно друштво таму во Норвешка. Така. Хилда, кога се видовме утрово, кажа дека е многу убаво времето овде во Македонија, за разлика од горе во Норвешка, кој што во моментов е околу 5-6 степени. Дали можеби знаете нешто за нашата литература? Дали можеби ги знаете некои од нашите писатели? Што е она што ќе понесете со себе назад кога си отидете во Норвешка? Од овде? Do you know some of the Macedonian writers? Have you come across Macedonian literature? And so far, what are the things that you will take with you back to Norway? I only know one Macedonian poet, Racine. I don't think it's translated into Norwegian yet, but I should do something about that. We should do that. Yes. And the other part of the question was? So far, what you will take with you as an experience? Oh, it's so much. It's a thrill to be here. It's and to be here live TV in Macedonia. It's wonderful. It's wonderful. Да. Знам само еден македонски поет, Кочо Рацин, мислам дека не е преведен на норвешки и треба да направам нешто со тоа. Воодушевена сум дека сум во Македонија и во овој момент да сум во живо на утринска програма е воодушевувачки за мене. Да. Многу ви благодарам за гостувањето на сите. Ви посакувам успешна промоција денеска. Ви благодарам што еве ексклузивно во телевизија Алфа пред промоција дојдовте кај нас, станавте рано, Сабајле. Хилде, се надевам дека повторно ќе ни дојдете овде на гости, ако ви се допаѓа нашата земја. Убаво да си поминете, до петок сте овде во Скопје. Уживајте во убавото време, ќе ве прошетаат еве вашите домаќини и низ неколку градови во Македонија и се надевам ќе има повторно можност и прилика да ни гостувате овде, а вие почитувани, оваа книга Распарчени може да си ја најдете во продавниците, значи е корисно четиво за тинеџерите од 14 години плюс минус, како што кажа и Филип. Ви благодарам за гостувањето. Фала ви.